Почитувани граѓани, ВМРО ДПМН и Маријан Ристевски со својот братуче Златко Ристевски досега требаше да си поднесат оставки за сите направени злоупотреби. Но затоа што немаат совест, тие ќе мораат да одговараат пред законот за пропаста на јавното комунално предпријатие Комуналец и самоволието што го спроведуваат веќе 12 години во ова јавно предпријатие. Директорот на Комуналец Златко Ристевски ја избегнува исплатата на ДДВ, бидејќи ова јавно предпријатие има долг кон управата за јавни приходи во висина од 25 милиони денари. Иако примарната селекција за отпад не е завршена, Златко Ристевски пред 4-5 години набави линија за секундарна селекција на отпад во вредност од 15 милиони денари, за која лажно ветија дека ќе почне со работа по 2 месеци. Истата таа линија за селекција на отпад лежи и рџосува веќе 4 години во кругот на фабриката. Да работеше, изминативе 4 години, парите инвестирани во неја ќе беа повратени. Сега Маријан Ристевски покознае кој пат за ситни политички поени ја промовира истата таа линија, иако таа се уште лежи неискористена. Братучедите Маријан и Златко Ристевски, за да си ја загарантираат својата позиција и да си обезбедат личен бенефит во овие 12 години, ЈКП Комуналец го претворија во партиска подружница на ДПМН. За 3 пати го зголемија бројот на вработени, иако обемот на работа драстично не е зголемен. Златко Ристевски само во последните 7-8 години има потрошено околу 20 милиони денари за адвокатски и судски трошоци од тужби од неговите вработени, кои го тужат затоа што противзаконски им ги крати работничките права, што им се загарантирани со Закон за работни односи и колективниот договор. Иако управниот одбор на ЈКП Комуналец носи одлуки со кои го задолжува директорот да ги исплати сите овие надоместилци од плата кои им следуваат на вработените, Златко Ристевски го избегнува тоа и предизвикува судски спорови, што редовно ги губи несовесно трошејќи ги парите на граѓаните. Еве ги одлуките на управниот одбор. Го прашуваме Златко Ристевски и бараме веднаш да одговори. Дали во својата фиока чува добиени судски пресуди за неплатени сметки од граѓани во износ од околу 19 милиони денари. Почитувани граѓани, со сето ова, братучедите Маријан и Златко Ристевски се обидуваат да се ги зачуваат своите добро платени позиции на сметка на граѓаните. Впрочем, тие водат сметка само за нивните лични интереси. Новата локална власт, начело со идниот градоначалник Илија Јовановски, ќе работи транспарентно, одговорно, честно и домајчински. Затоа што вие, граѓаните, мора да знаете каде се троши секој ваш денар. Затоа, на 15 октомври, заокружете го бројот 19, за да ставиме крај на сите злоупотреби и да го вратиме животот во прилеп. Благодарам.